Заплишаните мечиња, куферите Самсонайт и луксузното патување во Лондон на државна сметка, поранешната министерка за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска заработи кривична пријава од антикорупцијска. Антикорупционерите оформиле предмет по допрен глас и по проверките констатирале дека екс-министриката си употребувала службената картичка за шопинг, а парите ги правдала дека се потрошени за репрезентација. Поконкретно, 280 фунти исцицани од службената картичка, Костадиновска-Стојчевска ги оправдала како да се за репрезентација, а за шопингот од 580 фунти, министерката ги правдала како да се наменети за службени цели. Се констатира употреба на буџетски средства за приватни цели од страна на поранешен министер во владата на Република Северна Македонија, кој извршил функцијата во период од јануари 2022 година до јуни 2024 година. За констатираната состојба, ДКС ќе постапи во рамки на своите законски надлежности и согласно Законот за спречување на корупцијата и сувред на интереси, ќе инициира постапка до надлежни органи. Костадиновска-Стојчевска минатата година во октомври остварила билатерална средба во Лондон. Таа зела аванс од 1300 фунти од Министерството за култура, купувала плишани мечиња, куфери и играчки со ликот на Хари Потер, чорапи, хулахопки, фудбалски топки, употребувајќи ја службената картичка. Антикорупцијска пред 2 месеци отвори предмет по допрен глас, откако ВМРО ДПМН на пресконференција обелодени за развратното трошење државни пари на министерката за време на нејзиното патување. Исто така ВМРО ДПМН обвини за, како што велат, на јасното патување на Костадиновска-Стојчевска во Виена, каде наместо да потроши минимална сума, односно како што се движи околу 450 евра за сместување, таа си изнајмила стан за неверојатни 1200 евра. На патувањето според обвинувањата ја зела и својата другарка и ја сместила во луксузниот стан на државна сметка. Според сомневањата, поранешната министерка со народни пари се гостила со бизонско месо во луксузни ресторани во Виена. Низата луксузни патувања на поранешната министерка продолжува. За патувањето во Ријад, потоа во Брисел, зела речиси $3000 кеш од министерството. Со тие пари, според обвинувањата на ВМРО ДПМН, купувала куфери, дресови, козметички производи и кошули. Исто така купила карти за Дубај од 3000 евра како за службено патување, а потоа не отишла. Картите се купувани со пари од Министерството за култура. Ова е втора кривична пријава за Бисера Костадиновска-Стојчевска. Обвинителството отвори истрага за случајот со реконструкцијата на универзална сала. Според МВР, поранешната министерка не спровела јавен тендер за избор на фирма што ќе гради, туку исплатила 440.000 евра на компанијата што требала да ја реконструира салата, а рокот во постоечкиот договор со град Скопје веќе бил изминат.